Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Како одговорна политичка партија, докажавме дека грижата за пациентите е наш врвен приоритет, водејќи вистински политики во интерес на сите граѓани. Од 1 октомври граѓаните на Република Северна Македонија имаат достапни лекови во било кој ден од месецот. Целосно ги укинавме квотите за лекови во сите аптеки ширум државата. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, овозможи достапни лекови за пациентите во секое време. Мерката што ја најавивме во нашата изборна програма веќе е реалност, обезбедувајќи квалитетни здравствени услуги и лекови согласно потребите на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е одговорна политичка партија, затоа што го решаваме деценискиот проблем со недостатокот на лекови. Во месец август почна првата фаза од укинувањето на квотите и тоа во туристичките места во Охрид, во Струга, во Дојран, во регионите на Ресен и Гевгелија. Граѓаните на овие туристички места имаат редовен пристап до лекови во текот на целиот месец. Тие повеќе немаат страв дека може да останат без потребниот лек. Нивната терапија е обезбедена и секој пациент е снабден со лекови согласно нивните реални медицински потреби без да прават залихи во своите домови. Ова мерка овозможи граѓаните да ги подигнуваат лековите во секое време, било да е тоа на почетокот, на средина или на крајот на месецот. Доколку осигуреникот не може сам да го подигне лекот, тоа го прави некое друго лице, со тоа што мора да се идентификува со својот документ за лична идентификација. Со тоа овозможуваме дополнителна контрола, зашто искрено веруваме дека бројот на издадени рецепти ќе се намалува. Почитувани, ние преземавме уште низа други мерки. До сега се подобрени условите во 10 јавноздравствени установи, а следува подобрувањето на условите и во 34 други. За 2 години издадени се повеќе од 5000 согласности за вработување во сите јавноздравствени институции. Не постои јавноздравствена институција во која што капацитетот во однос на бројот на вработени не е зголемен за најмалку 10%. Водиме вистинска грижа за пациентите со ретки болести. Буџетот за ретките болести се триплираше. Сите пациенти кои што чекаа лек сега го добија. Се воведоа 5 нови лекови. Конечно, во нашата земја стигнува лекот Спинраза за пациентите со мускулна спинална атрофија. Го сменивме законот за паралелен увоз. Воведовме 3 нови инсулини. Пациентите кои што имаат диабет не се боцкаат повеќе без при тоа да имаат никаков ефект како што тоа беше во минатото. Сега тие ги имаат истите оригинални инсулини како што ги имаат сите пациенти во земјите на Европската Унија. Ги зголемивме значено платите и дежурствата во изминатиот период. Некаде во некои клиники веќе платата достигна 100.000 денари. Значено се зголемени дежурствата и вкупната сума на пари во однос на периодот пред 2 години, која што сега лекарите ја земаат, некаде е зголемена за дури 40, односно 50%. Продолжуваме со политиките кои значат подобро здравје и подобар живот за сите граѓани. Благодарам. Во врска со инцидентот за кој што се спомнуваше на Денови во Била, судите кои што бидува вакцинирано, неговото ново училиште, ако тоа реагирала и полиција. Ние контактиравме со Министерството за внатрешни работи, тие официјално не известија дека била собрана поголема групања на граѓани за што известил директорот на училиштето, меѓутоа представници на Министерството за внатрешни работи ниту имале контакт со родителите, ниту пак со било кое од децата. Некои родители контактирале со представници на просветниот инспекторат, така да тоа дека некое дете е исфрлено со помош на полиција, очигледно дека е лажна вест. Дозволете, кога веќе го спомнавте прашањето, да кажам дека проблемот со вакцинацијата се издигнува на вистина високо политичко ниво и во земјите членки на Европската Унија. Пред еден месец имаше самит за вакцинација во Брисел под покровителство на претседателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, што за прв пат значи дека ваков политички интерес се покажува за оваа проблематика, со оглед на тоа што ваквите лажни вести, ширењето на паника, сомнежот во квалитетот на вакцините во многу земји, не само кај нас, доведе до пад на колективниот имунитет и епидемии на болести кои одавна биле искоренети и може да се спречат со вакцинација, што е на некој начин цивилизацијска придобивка. На тој панел дискусија во рамките на овој самит беа присутни представници на јавните мрежи. Еден од
присутните беше и Джейсон Хирш, кој што е одговорен за јавни политики на мрежата Facebook, кој што укаже на тоа дека тие сериозно размислуваат и веќе до негде почнале да ги забрануваат лажните вести после сериозни анализи и консултации со експерти во врска со имунизацијата, заради тоа што се свесни дека ширењето на такви вести сериозно го загрозува јавното здравје.